Лицата со оштетен вид и инвалидни лица бараат нивни представници да бидат ставени на листите за советници за престојните локални избори. Како што вели Драги Витанов, досега не се случило лице со инвалидност да биде застапено на овие листи. А само лицата со инвалидитет може да ги знаат проблемите со кои се соочуваат и на таков начин да носат вистински правилни одлуки. Тоа е ова нека биде како апел до сите партии, до сите раководства на партиите да размислат и околу тоа, така што не може некој здрав значи лице без инвалидност да решава за проблемите на лицата со инвалидност. Значи тие што секојдневно го чувствуваат тоа, најдобро ќе донесат најдобро мислам најдобар предлог за некоја донесување на некоја одлука. Како што вели Витанов, ова како барање стои со години наназад, но сега се водат интензивни разговори со политичките партии со цел нивното барање да биде прифатено и лице со инвалидитет да се најде на листата на советници. Тоа лице најдобро ги чувствува, значи лицето со инвалидност, додека лицата имаме една ситуација, конкретно во парламентот беше донесен закон за асистенцијата до крајот на живот. Значи, лицата со инвалидност да користат личната асистенција до крајот на животот. Меѓутоа, дојде ситуација каде што некој се јави, се дрзна некој да донесе, да предложи, наместо до крајот на животот, тие лица, мислам, асистенцијата да користат лицата до 65 година од животот. Што нема логика, значи помошта на инвалидите секако е потребна, мислам потребна и до 65 година, меѓутоа што правиме со тие луѓе после 65 години. Значи после тоа моравме да интервенираме, па повторно да се врати законот како првобитната состојба како што бил. Кога станува збор за лицата со оштетувања во видот и понатаму дежурен проблем останува инфраструктурниот, односно приспособување на улици и тротоари за нив, поместување на сообраќајни знаци и слично.